Протоколот се уште не е донесен и не е официјален и сите тие изјави или сите тие примероци кои што излегува во јавноста ниту се дел од протоколот, ниту ќе биде дел од протоколот и нешто што дополнително е надвор од она што ги гарантира нашите црвени линии во делот од македонскиот јазик, македонскиот идентитет и посебноста со делот на сите историски, културни и образовни карактеристики, така да кога ќе биде како официјален протоколот, ќе биде соопштен и ќе биде објавен како што и претходно го правевме тоа, бидејќи докажавме дека секоја постапка која што водиме е транспарентна, во моментот кога дојде модифицираниот француски и европски предлог, беше објавен транспарентно на страната на владата, потоа и преведен, се со целиот овој процес да биде транспарентен и да ги вклучи и да биде на увид пред сите граѓани. Дали вчера го разгледувавте целокупниот материјал? Го разгледувавме модифицираниот европски предлог со сите негови карактеристики, со сето она што го дополнително, како што кажав и претходно, го гарантира македонскиот јазик, гарантира македонскиот идентитет, посебноста на државата и сето тоа што е во насока за нашиот европски пат и донесовме одлука дека мора нашата држава да го продолжи европскиот пат и мора да бидеме дел од европското семејство. Имаме прашање на имейл адреса што пристигна. Кога сте подготвени повторно да седнете на заедничка маса со опозицијата преку работните групи за согласување на заклучоците за францускиот предлог? Што од предлозите на ВМРО-ДПМН не е прифатливо или прифатливо за вас како СДСМ и дали сте подготвени за јавна расправа во собранието? Како на дополнување, Павле Трајнов денес испратил до спикерот Джафери компилација на заклучоци. Подготвени сме и секогаш сме отворени на разговор, дискусија со опозицијата и со сите политички партии кои што се дел од парламентот, да разговараме во делот на подобрување и на текстот на заклучоците, се со цел да донесеме заклучоци кои што дополнително ќе ја обврзат владата, не само ова и секоја наредна, бидејќи процесот е подолг временски период, да ги зачува црвените линии, впрочем да соодействува и со декларацијата која што е донесена во собранието од сите политички и поддржана од сите политички партии и ќе повторам, тоа е зачувување на македонскиот јазик, чист македонски јазик без фусноти, додавки, цртички, македонскиот идентитет и посебноста на државата која што не смее да биде дел од преговарачката рамка и впрочем со овој предлог не е дел од преговарачката рамка. И второто прашање уште еднаш како може? Дали сте подготвени за јавна расправа во собранието по повод новината информација по преговарачката? Како пратеници подготвени сме и чекаме да се закаже пленарната седница на која што ќе се дискутира и ќе се дебатира за овој предлог и за предлог за клучоците. Сметаме дека собранието е место каде што треба да ги соочиме аргументите и фактите и на крајот од денот да донесеме заклучоци кои што ќе ја обврзе владата со секако зачување на македонскиот јазик и македонскиот идентитет и посебноста кој што е надвор од преговарачката рамка да бидеме дел од европското семејство.